Добре дојдовте во Министерство за комедија, јас сум Никола Тодоровски. Оваа недела, штрајк на новинарите, затоа тешко е да се кажит шо е ново. Од таја причина ќе се задржиме на тековни работи. Работиве што се влечкет веќе 2 месеци, како например нова влада. Ова испадна како деца мали да сме. Тато, ќе ни формираш влада? Ако бидите умни, ако слушате, тато ќе ви формират нова влада. До тогаш владата на стендбај, стопанството на оф, тензии на он. Државава ни е како во мала кома и сите сме испотресени дали ќе се разбудит или не. Добро, можда немаме влада, немаме патна инфраструктура, може немаме стопанство, топ образование сигурно немаме. Океј, и канализација немаме на одредени места, перспектива немаме, сето то го немаме. Ама кој што имаме собствено мислење и експертиза за све на Facebook, ето мислам дека никој на светов го немат. Нас на 5 минути колективно да не исклучат од интернет, ние идентитетот ќе го изгубиме. Гробот од Александар е на Facebook. Европска унија од друга страна притискат, очекуваме брзо формирање влада. И ние очекуваме, ама некако не се дешават работиве. На ДУИ им треба време да донесат одлука за да не носат погрешна одлука и така одлучни да се договорат за договореното во рамките на рамковниот договор за кој претходно сите се договорија согласно претходниот нацрт договор. Знам, комплицирано е. Господин Заев ќе ви објасни подобро. Сега, јас ќе ги пренесам нашите ставови на нашите работни групи, господинот Ахмети на нивните работни групи и веруваме дека тоа ќе го олесни процесот во желбата на сите да изнајдеме решение. Многу лесно било да формираш мнозинство за влада. Јас се чудам зошто се маткаме толку време после избори. Изгледа вака, со кејф си прат муабет. Ево, види. На крајот, ако остана дури отворени одредени прашања, не завршува денот на преговорите сега? Да, јас не знам вие, кај брзате? Зошто да се реши годинава се или во овој милениум? После што ќе правиме? Ако се е решено, ако е договореното за тоа што се договоривме начелно, мислам, што ќе правиме после? Полека. Нели требаше да итаме кон прогресот и побрзо да се дешават работиве. Леле. Знаете како? Се јави потребата и порано да се случи лидерската, ама ниту јас, ниту господинот Ахмети не сме експерти. Да, ниту јас, ниту господинот експерти не сме Ахмети. Односно, ниту експертите, ниту јас не сме Ахмети. Односно, ние не сме грци, бугари, ни турци. Добро, значи сега, што да очекуваме? Поприлично сме со доближени ставови за да се изнајде конечно решение на тоа што представуваат отворени прашања за кои што се преговара. Ете, конкретно си кажа човекот. Или ќе има потписи, или ќе нема потписи. Трето немат. Јас не знам што толку сте запнале сите. Што ќе се деси, што ќе се деси. Дај нешто конкретно прашајте, луѓе. Се изнервирам веќе. Во делот на Европската унија и НАТО, знаете дека имаме заеднички ставови. Во делот на поддршката на специјалното јавно обвинителство имаме заеднички ставови. Овде зборови не се потребни. Кога е во прашање економската еднаквост, воопшто економијата кој е во прашање, само кој се спомните економија во државава, реакцијата ни е корисниците на народна кујна во Куманово и Старо Нагоричане останаа гладни. Нема јадење додека не се формира влада. Затворена народната кујна во Куманово затоа што нема кој да им готви. Зашто иначе ако имаше влада, премиерот кој што знае јајце да ти спржит или да ти спремит гибаница, касвиш и одма те гибат.
Од социјалното велат, нема храна додека не се формира влада. Логично и правилно, зашто кај нас владата е се исја во Македонија. Таја е и ножот, и лебот, и сирењето, така да дур немаат влада, државава ко очтек е исклучена. Све е на стендбај и немаат кој да им сготвит на луѓево. А не можит, например, велиме, предвременава влада, например, да им дајт по еден привремен сендвич, чисто така привремено луѓево да подкаснат. Нараво учение. Додека се дискутира за јазикот, секогаш пати желудникот и глата боли.